Почитувани медиуми, најпрвен сакам да се заблагодарам на министерката Петровска и на собственикот и генерален менеджер на АТС Груп, господинот Демировски, што имаме ретка можност да ни овозможат да дојдеме и да го видиме процесот на производство на една од најголемите фабрики за производство на муниција, не само во регионот, туку и пошироко во Европа. Почитуван вице-премиер Битичи, почитувани медиуми уште еднаш и почитувани менеджери и вработени во фабриката АТС АМО, овде во Македонски Брод. Почестен сум што денес сме во посета на единствената македонска фабрика во земјава за производство на малокалибарска муниција АТС АМО, која во минатото беше позната како сувенир од Самоков. Цели 42 години оваа фабрика обстојува на овие простори со долгогодишна традиција и искуство во производството на сите видови малокалибарска муниција и успеа во својот квалитет да се пробие во светски рамки. АТС АМО е дел од АТС групацијата, која е присутна во 56 земји во светот. Со повеќе од 350 вработени само во оваа фабрика, каде што сме денес присутни, и со дополнителни 300 на друга локација која што имаат за производство, како и вработените кои што ги имаат во нивните представнички канцеларии од Соединетите Американски држави до други земји членки на НАТО, представуваат навистина еден од поголемите работодавци во државата. Тие се целосно лиценциран производител на малокалибарска муниција, како и други видови на одбранбена индустрија. Во моментов компанијата произведува повеќе од 120 милиони парчиња малокалибарска муниција, кои ги извезува ширум светот. Сите производи на фабриката се во согласност со стандардите на НАТО и навистина овде можеме да видиме импресивен процес на производство на муниција, меѓутоа и процес на производство на машини за производство на муниција. Компанијата се наоѓа и на официјалната НАТО листа на производители на одбранбена индустрија, а во 2021 година и официјално го доби кодот на НАТО за производство на муниција. Ова се резултати со кои и ние како држава се гордееме, секако се гордеат и вработените на оваа фабрика, а се гордеат и менаџерите. Се гордееме поради тоа што не ја заборавивме и наменската индустрија, која е само една од областите каде сериозно ги вложуваме средствата од буџетската поддршка преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Заедно со вице-премиерот Битичи, оваа навистина голема фабрика работеа на финансиската поддршка која што владата ја обезбеди за воспоставување на центар за истражување и развој кој веќе функционира и како резултат на кој се произведуваат нови технологии во рамки на оваа реномирана компанија. Нашиот влез во НАТО ни ги отвори вратите кон светот и не охрабри да чекориме посамоуверено. Токму една од придобивките со нашиот влез во НАТО е што ваквите компании можат рамноправно да учествуваат на НАТО тендерите за набавки, а домашните компании не се оставени сами на себе, туку со наша поддршка можат да ги подобрат своите способности и дома и во светот. Република Северна Македонија под капа на Алијансата се чувствува побезбедно и посилно. Заедно и рамноправно со другите земји членки се грижиме за регионалниот и светскиот мир и безбедност, се грижиме за подобро и побезбедно утре за нашите граѓани. А и активно придонесуваме во колективниот систем за одбрана. Буџетот на Министерството за одбрана расте од 1,85% од бруто домашниот производ, односно 274 милиони евра за оваа година. Извесно е дека следната година ќе го достигне минимумот од 2% од бруто домашниот производ за одбрана кој беше договорен на НАТО самитот во Вилнус. За модернизација и опремување одвоивме над 30% од буџетот за одбрана и со тоа го надминавме минималниот праг на НАТО, најмалку 20% од буџетот за одбрана да биде наменет за оваа цел. А таква тенденција планираме да ја задржиме и следната година. Во овие тешки времења, кои од нас бараат да се потпреме врз сопствените капацитети, од пресудно значење е домашното производство на стоки и услуги во одбранбени цели. Република Северна Македонија е високо ценет сојузник во НАТО Алијансата. Ова е порака која добивме лично од генералниот секретар на Алијансата Столтенберг за време на одржувањето на регионалниот состанок на лидери на НАТО сојузници кој се одржа во Скопје. Чест ми е што во мојот мандат како премиер ја потврдивме нашата улога во НАТО Алијансата како фактор на стабилност во регионот, изградивме модерна држава базирана на демократски постулати,
цената и признаена во светот со својот единствен идентитетски македонски код. Нашата земја е очекуван рамноправен партнер и на европската маса. Тој процес одамна е започнат и нема враќање назад. Република Северна Македонија нема друга опција, освен одлучно да продолжи да чекори напред, се до исполнувањето на својата стратешка цел полноправно членство во Европската Унија. Тоа е целта кон која се стремиме и тоа е целта која сите заедно мора да ја оствариме час поскоро. На крајот, пред да им честитам на менаџментот и на вработените на АТЕ само за постигнатите достигнувања, сакам да објавам една навистина важна новина и вест во рамки на она што го прави оваа фабрика, а тоа е дека многу скоро АТЕ само ќе започне со сериско производство на 4 видови на дронови, кои што ќе бидат опремени со вештачка интелигенција, кои што ќе имаат висок дострел, кои што ќе имаат соодветна носивост, да можат да бидат опремени со соодветна опрема и кои што ќе бидат целосно произведени во Република Северна Македонија согласно сите НАТО стандарди и ќе можеме да ги гледаме во војните арсенали на НАТО земјите. Затоа сакам уште еднаш да упатам огромни честитки и на менаџментот, на собственикот и на сите вработени кои што успеа една ваква висока технологија да ја развијат тука во Северна Македонија и нова треба да бидат горди сите граѓани на нашата држава. Ви благодарам и честитки уште еднаш.